Донацијата е скромна, затоа што ние толку имаме средства. Меѓутоа, со оглед на пандемијата, ние на извршен одбор донесовме одлука да нашата општа болница во Куманово ја помогнеме со една донација која што изнесува 30 има јастуци, 60 јастучници и 60 има чаршафи кои што ќе послужат да во болницата си ги стават онаму каде што се потребни. Ова не се некои медицински ова средства, да се инфекци, да се некои, ова е само помош на болницата за да си ги опреми помошните нивни модуларната болница. Па ова би требало да послужи во тој правец, меѓутоа ние апелираме сите што можат во овие услови да помогнат со цел да болницата функционира нормално, затоа што таа е голема болница, освен Куманово ги покрива и другите, и апелирам сите колку што можат во рамките на своји можности да донираат во болницата. Ние како пензионери кои што сме најкарактеристична група, ова загрозена од ковид, еве ова денеска го даваме на нашата болница. И им посакуваме што побргу да помине ова, за да и они се растеретат малку здравствениот персонал и да започнеме едно нормално функционирање. Благодарност за Кумановското здружение на пензионери. Тие денеска за Општа болница Куманово донира перници, навлаки за перници и чаршафи. Па со оглед на тоа што оваа година ја одбележија зголемени трошоци од лекарства, лабораториски реагенси, потрошни материјали и се она што е неопходно за функционирање на една општа болница, ќе кажам дека секоја донација ни е добре дојдена, па и ова што ни го донира пензионерите. Ние и со сопствени средства бевме принудени да купуваме вакви нешта, затоа што фактички отваравме нови оддели, па ако пред ковидот имавме во просек 150 хоспитализации дневно на сите оддели, во просек, сега само во ковид одделите имавме речиси толку, а плюс и на другите одделенија, така да се ова е нешто што е неопходно за да ги обслужиме нашите пациенти онака како што доликува на една болница. Ќе речам дека иако се трудиме да ништо пациентите не купуваат, ни лекарства, ниту било што да донасат од дома, доаѓаме во ситуација да побараме помош, иако ова беше буквално без наше барање, но ете иницијатива на пензионерите, па секако дека ќе ни се најде во секојдневното работење.